Во текот на 2023 Фондацијата за култура и спорт под покровителство на градоначалникот и советот на општина Куманово, меѓутоа и многу други културно-уметнички работници, заедници, фондации од градот Куманово, организиравме сериозни настани и манифестации. Се ближи крајот на годината и еве денеска со новогодишната програма за деца и млади, односно представата Дружината на Снешко Белчо. Ја завршуваме годината, ова е последната активност и како и секоја година наназад. Организираме така пригодна културно-уметничка програма за најмалите. Од следната година веќе планираме тоа да се пренеси на градскиот плоштад, каде што можеби не токму на денот на 31 декември, меѓутоа сакаме да направиме еден новогодишен базар, неколку дневна програма, дали ќе биде со музички концерти, представи, жонглери и така натаму, се што е забавно и за најмалите, меѓутоа и за возрастните, затоа што сметаме дека тоа му недостасува на Куманово. Мега концертите по повод новата година не ни се моментално сериозен предизвик, затоа што од искуството кое претходно го имале во однос на организација на истите, не биле многу успешни, така што сметам лично, а и во име на фондацијата можам да кажам дека тоа од старт некако делува. Не сум сигурен дека има доволно интерес и дека временските услови им дозволуваат на луѓето да излезат и новата година да ја дочекаат на градскиот плоштад, меѓутоа доколку граѓаните покажат интерес за тоа, јас верувам дека општината ќе предвиди пари, а ние со задоволство ќе ги реализираме таквите настани. Што се однесува до буџетот, помина со малку повеќе финансиски средства од минатата година. Годинава, ако не се лажам, има предвидено 20 милиони денари за култура, од кои што фондацијата неретко ги добива, да не речам 50% од средствата. Не ја знам точната бројка, не би сакал да кажувам невистини, меѓутоа знам дека вкупниот буџет е 20 милиони денари, со тоа што фондацијата се нафати покрај манифестациите кои ги има аплицирано на јавниот повик, да ги прифати и сите оние кои општината по пат на делегирани надлежности ги додели, така што во 2024 година не чека сериозна работа. Денеска сме присутни на завршна манифестација за новогодишна представа за деца. Полна сала, деца што се радуваат на, ја чувствуваат она предновогодишна еуфорија и се вклопува во она слика со осветлувањето, односно украсувањето на големиот и на малиот плоштад. Мислам дека постигнавме полн погодок со овие нови украси кои ќе останат во собственост на општина Куманово и се надевам дека натаму ќе надоградуваме и дека цело Куманово со тек на времето ќе биде осветлено и украсено како што доликува за втора општина во поголемина, прва општина по големина во Македонија. За 2024 година се предвидува прво поголеми финансии за култура. Веќе во програмата предвидовме повеќе финансии за овие последни денови за најмалите. Јас се надевам дека ќе излеземе од рамки на фондација, од овој објекти, дека новогодишните празници децата ќе ги почувствуваат и на плоштад. Имаме преубави настани кои ги проследивме и ова година. Јас постојано инсистирам да бидат надвор и да бидат достапни за сите нас, па и за возрастните, затоа што кој ќе видиме децата како се радуваат и нас не фаќа таква еуфорија. Прво тоа, потоа за култура е предвидено повеќе пари, за спорт повеќе пари. Се надевам дека и спортските клубови ќе достигнат еден поврвни резултати за да може да одат на погорните нивоа.